одиме сега на душекот Б, ќе следиме и од таму борба. Борба помеѓу Данчак Јурај од Словачка и Алек Музаев од Украина. Ова е категорија до 76 килограми. И 20 поразени во првото коло и сигурно дека ова и за нив поправен испит ќе бараат можност и шанса за поправен да го подобрат впечатокот, всушност и самите да си го продолжат учеството на ова европско првенство. Убава акција, 1 поен за Музаев од Украина. Поменати 2 минути и 10 секунди. Малку после се вклучиме оваа борба во која Музаев има 3 поена, а 1 поен има освоено Јурај Данчак од Словачка. И чесите и словаците допатуваа овде во Радовиш. Чешка со своји 6 борачи, а Словачка донесе 5 борачи во 5 одредени категории. Алек Музаев и го зголеми водството. Сега нови 2 поена. Сигурно ќе знае и до крајот да го сочува да оствари прва победа во категоријата до 76 килограми. Токму гледате Алек Музаев од Украина. Скупно 6 поени. На семафор стои сега 6:0, а пред малку беше 3:1, веројатно поенот погрешно впишан на словакот Јурај Данчак. Во секој случај имаме помали тешкоти при следењето на сите 3 душека, но ние се трудиме се она што е најинтересно на одредени душеци да ви го презентираме и се разбира кога настапуваат нашите борачи, нашите репрезентативци, во целост да ги прикажеме нивните борби. Во претпоследните борби ете се случи и Драган Митев и Лазар Коцев некако во исто време да имаат борби на душекот А и на душекот В. Се одлучивме за борбата на Драган Митев, но не погрешивме, не донесе тоа многу среќа, затоа што и Лазар Коцев и Драган Митев беа поразени токму во тоа прво коло, а за оние наши гледачи се вклучуваат покасно да кажеме дека
Митев го доживеа и вториот пораз и им се придружи на Суфијан Исмаили и Ариф Синани од категориите 49 и 56 килограми. За нив тројца од нашата 10-члена експедиција е завршено ова европско првенство. После два пораза се селат сите борачи на трибините. Се разбира два последователни пораза. Крај на борбата во која Алек Музаев заслужено слави победа. Победа на украинецот и тој сега ќе се надева дека може успешно да ги продолжи надпреварите на ова европско првенство.